дали ја памтите фотографија од минатата година, Србија која беше Генералното собрание на Обединетите нации. Норвешкиот председател со торбичка чита книга во метрото помеѓу неговиот хотел и зградата на Обединетите нации. Да. Како да ти кажам, една пристојност, веројатно има и некаква пратња, сигурно еден-двајца луѓе безбедност. Значи ние на такви работи не размислуваме. Ќе ви кажам една анегдота. Не да овие преспа форуми на првиот. Доаѓа Албин Курти. Пред него 4 души, по него 4 души, околу него сигурно едно 10-12 души. Во паузата на ова викам, абе Албин, не е малку срамота се ти у Македонија со 4 коли доаѓа пратни, не знам што, по терасава кај што седиме учесниците, новинари, значи нема се терористи тука нешто баш собрани. Нешто ми вика човекот. Вика, види бе Сашо, да разбереш. Ако немам 3 коли пратња кога возам у Косово, луѓето викаат, па што премиер е овој? Така и кај нас, бе. Ако нема светла, флешери, овие што кажат тргни се, бегај, не знам што, дека што ќе му се случи на некој од овие функционери, не знам, укочен. Дел од гласачите сакаат да видат дека е тоа моќ. Како да ти премиер. Каква смисла има бе британскиот премиер не затвара улици кога се води низ Лондон. Јас сум го гледал, да, има една-две коли пратња, има и мотори, така натаму, си чека на црвено светло. Каква смисла има се ќе тргне ова цела партизанска блокирана, што председателот на собранието дал на работа? Зашто што ако причека на семафор? Што дека ќе му падне фесот? Дека толку се брза оти секој ден ако не стигне он, не знам, се решава судбината на Македонија.